Ова издание на Newsflash ке гледате. Украина живее во состојба на постојана подготвеност поради заканата од руска интервенција на нејзина територија. Милиарди долари одделени од федералните и локалните власти за да им помогне на бездомниците во Америка да ја преживеат пандемијата. Ве носиме во Њујорк да ви кажеме како започнала приказната за венецијанските гондоли во познатиот Централ парк. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Иван Чономовски. Заканата од конфликт на руско-украинската граница е највисоко на агендата на одвоените разговори денес во Москва и Вашингтон. Председателот на Русија Владимир Путин ќе биде домакин на францускиот председател Емануел Макрон, додека председателот на САД Џо Бајден ќе го пречека во Белата куќа германскиот канцелар Олаф Шолц. Белата куќа рече дека Бајден и Макрон вчера разговарале по телефон за дипломатските и одбранбените напори во одговор на тамошно руско воено распоредување на украинската граница. По средбата со Путин, Макрон утре ќе патува во Киев на разговори со украинските лидери. А од останатите вести. Украина живее во состојба на постојана подготвеност поради закана од руска интервенција на нејзина територија. Стравот и тензијата принудија многу граѓани да побарат воена обука со цел да бидат подготвени во случај на конфликт. Во предградието на Киев, група од околу 200 мажи и жени имаат воена обука. Тие се цивили кои се приклучија на силите за територијална одбрана, резервна единица формирана од властите со цел да ги поддржат украинските вооружени сили во случај на конфликт. Вежбаат во нивно време и купуваат сопствено оружје. Здесь для того, чтобы... Тука сум да научам боречки вештини и да ја поддржам војската за одбрана на Украина. Рускиот воен притисок врз Украина со масивното воено распоредување недалеку од источната граница повторно ја зголеми заканата од војна. За многумина овде прашањето не е дали ќе има војна, туку кога. Он считает, что нет такой страны. Путин верува дека не постои држава наречена Украина и оти треба да ја превземе под негова контрола. Штом не може да го исполни тоа преку промена на владата однатре, тој има само една опција, а тоа е воена. По повеќе недели на интензивно медиумско известување за можен конфликт, организаторите на овие вежби сакаат да ги намалат тензиите меѓу украинскиот народ и повикуваат на смиреност, вклучително и меѓу волонтерите. Нашите команданти ни велат да се подготвиме и да не паничиме. Тоа е украински начин. По обуката, овие мажи и жени ќе се вратат на нивните работни места во градот, додека продолжуваат политичките преговори меѓу Москва и Вашингтон. Милиарди долари беа одделени од федералните и локалните власти за да им помогнат на бездомниците во Америка да ја преживеат пандемијата на коронавирусот. Но колку тоа ќе помогне, ќе дознаеме од следниот прилог. Даниел Боу е еден од повеќе од половина милион бездомници во САД. Продавачот на весници ги минува ноќите надвор, често на ниски температури. Посакувам да добијам куќа, но тоа нема да биде преку ноќ. Ќе поминете низ некои сослушувања, проблеми, ќе подпишете некои документи или нешто слично. Нема туку така да ви дадат дом. Но во оваа пандемија COVID-19, животот на некои бездомници американци им се подобри. Стравувајќи дека вирусот брзо ќе се шири во преполните засолништа, локалните власти и непрофитните групи низ целата земја побрза да ги преместат бездомниците во хотели, каде што може да се изолираат и да добијат медицинска нега. 62 годишната Квини Феруксон се квалификуваше во Вашингтон, каде има највисока стапка на бездомници по глава на жител во земјата. Имам здравствени проблеми и оштетен слух. Се чувствувам прилично безбедно. Засолништата во кои престојував и спиев не беа добри. Тоа што им се овозможи да престојуваат во хотел го олесни нивниот пристап до ресурси. Гледаме повисоки стапки на вакцинација и подобар пристап до долгорочно домување. Во главниот град Вашингтон, локалните власти ги оданочија богатите за да соберат 65 милиони долари за проекти за постојано домување. И благодарение на помошта за пандемијата усвоена од Конгресот, милиарди долари се насочени да им помогнат на американците кои се бездомници. Тоа вклучува 70.000 ваучери за сместување кои заедниците може да ги користат за да најдат приватни станови на приватниот пазар, како и 5 милиарди долари грантови кои им помагаат на заедниците да изградат станови. Тоа е многу, но потребите се исто така големи. Меѓу 2019 и 2020
Бројот на поединци без постојано живеалиште се зголеми за 7%, предизвикан од недостигот на станови и зголемени кирии, особено во градовите како Лос Анџелес. Само обезбедување домување не ја враќа менталната стабилност или ги оттргнува луѓето од дрога и алкохол. Кога резултатите изгледаат толку скромни, тоа води до фрустрација или несигурност. Не можете само да продолжите да го зголемувате финансирањето. Но обезбедување домување за луѓето е прво нешто, зашто се залага администрацијата на председателот Бајден. Тој пристап е помалку скап и поефикасен, а заедниците добиваат услуги за поддршка. Ние како даночни обврзници трошиме од 40 до 60 илјади долари за многу луѓе кои се бездомници, а вистинското решение е тоа да се обезбеди домување и услуги. Често не е повисоко од 20 или 25 илјади долари по човек годишно, а често дури и многу помалку од тоа. Роберт Ворен, раководител со група на поборници, 3 пати во животот останал без куќа. Вели дека лекциите од пандемијата COVID-19 треба да упатат кон долгорочна стратегија за борба против бездомништвото. Многу луѓе мора да научат да готват, чистат, да се грижат за себе во некоја форма, треба да ги научат тие работи, а има недостиг на средства. За Квини Федерстон, која закрепна од COVID-19 во декември, со тоа што има стабилна соба и дава зрак на надеж. Во меѓувреме, Федерстон планира да продолжи секојдневно со обиколка на локации со бездомници, за да им даде поддршка на американците кои немаат доволно колку што може. А сега една интересна приказна. Арон Федор од Гласот на Америка беше во Њујорк за да дознае како започнала приказната за венецијанските гондоли во њујоршкиот Централ парк. Beautiful in Central Park. My name is Andres Garcia Peña. I am a gondolier in Central Park. Јас се викам Андреас Гарсија Пења. Јас сум гондолиер во Централ парк веќе 27 години, јас сум и уметник, сликар. Мојата најдобра пријателка беше готвачка во Болтхаус пред 27 години. Таа ми кажа за ова гондола и бидејќи сум ја сликар и се, тоа е како, знаеш, можеби ќе ти треба споредна работа во одреден момент. И кога дојдов да го видам чамецот, едноставно бев многу импресиониран од автентичната венецијанска гондола во Њујорк. Навистина сакав да научам да веслам. It took me a couple of days just to get the boat going straight, you know. Ми требаа неколку дена само да го насочам бродот право. Тоа е навистина тешко да се направи. Мислам како и за се, треба пракса. Повеќето луѓе мислат дека тоа е само туристичка работа, но не е. За њујорчани е ноги за состаноци, но се разбира имаме многу туристи. Со пандемијата ги немаме меѓународните туристи како што беше порано. Ние сме веднаш до Петата авенија, најбогатиот дел од светот, веројатно. Но возењето со гондола не е скапо. It's really kind of a very special job because I get to see people that are happy, number one. Тоа е навистина посебна работа затоа што гледам луѓе кои се среќни и тоа ми е на прво место. Славење романса, славење родендени, годишнини, момци кои запросуваат. Но знаете што? Едно нешто што знаеш дека го правиш е чувството кога гледаш вистинска љубов. Гледаш луѓе кои се навистина заљубени еден во друг и доаѓаат да се возат со гондола. Тоа се добри вибрации. Тоа е добра работа за мене. Јас им помагам во нивната романса со тоа што им ја кажувам историјата на паркот, бакнувањето под мостот и им пеам романтични песни. Come tuvo suave accento che ni desto fa sornar. Одлично. Го гледавте Њуз, беше на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Иван Чономовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.
Moscow.